Само возела ролери со супругот на модната креаторка од Битола која крира облека со мотивот од народни носи за 7.000 евра народни пари, а со уметничката што добила речиси 18.000 евра од Министерството за накид со мотив на археолошки букви се знаело многу мала. Битола е мала, цел град го знам. Вака министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска се правда за обвинувањата дека Министерството одделило пари за проекти на нејзини другарки од Битола, под изговор дека се креативни индустрии, а тие всушност немаат врска со националниот интерес на Македонија. Речиси 2 часа се правдаше дека за секој денар решавале комисии со кои она немала врска и дека ниту еден проект не е одобрен без да го помине филтерот. Трамволка стана прашањето за креаторката од Битола со модното студио од каде и таа самата пазари. Вели да, таму пазарам, но се пофели дека пазари во познатите бутици Зара и Масимо Дути, кои немаат врска со обвинувањата. Костадиновска-Стојчевска вели дека ако е од Битола, нема да дозволи уметници од овој град да не добиваат средства само заради тоа што ја познавале. Ако треба заради тоа што министерката е од Битола, никој од битолската културна сцена да не добие проект, јас со тоа не се согласувам. Добивме одредени откажувања од проекти заради тоа што нивните имиња беа јавно дисквалификувани, вртени по партиски соопштенија. Во обид да се одбрани од нападите за делењето буџетски средства на другарки од детството, министерката се вадеше дека на времето министерството давало милиони за филмови и документарци кои јавноста никогаш не ги виде. Жалела што културни работници се откажале од проекти само за да не се влечат нивните имиња по портали и во партиски соопштенија. Инаку, имињата на членовите на комисиите што решавале за проектите одеднаш и волшебно исчезна од веб сајтот на министерството. За тоа бил виновен интернетот. Сите документи беа објавени заедно со имињата на комисиите. Заради сите 3315 корисници кои што мораше своите решенија да ги спуштат од систем, повремено се прекинуваше сообраќајот на страната. Што значи дека повремено страната имаше премногу сообраќај и валјда не функционираше. За разлика од сега, во минатото, не само што јавно се знаело кој учествувал во комисиите, туку станувало збори за луѓе со видни имиња, уметници, професори и слично. Секогаш се одвиваше во насока на јавно презентирање не само на резултатите, туку и во присуство на членовите на комисиите. По објавувањето на резултатите од годишниот конкурс за проект од национален интерес на Министерството за култура за оваа година, во јавност имаше бурни реакции дека пари се делат на анонимуси и блиски луѓе на министерката.